Па не беше само тајноста која што беше повредена за време на овие избори, ниту еден од стандардите и правилата за обезбедување на фер избори не беа обезбедени. Прво и основно, доколку го видите гласачкото ливче, ќе ви биде јасно дека воопшто не се водило сметка тоа да се прави во согласност со процедурите. Ниту има бројче од она што го дознав од студентите дека бил користен и печат од 2015 година. При тоа видеото кое што беше објавено од страна на Младинскиот образовен форум покажува докаде колку ги преминала границите владеачката партија во покажувањето на моќта. Брутално крадење на кутиите, брутално крадење на гласовите на студентите. Воедно да не заборавам, исто така ми беше предочено дека воопшто и немало избирачки список. Значи, ниту една од правилата кои што треба да бидат обезбедени за да зборуваме за некакви си соодветна постапка за избори не е усогласена. Ние ќе поведеме постапка, јас сум дојдена тука пред се да им дадам поддршка на студентите, како и секогаш досега, но Хелсиншкиот комитет исто така ќе покрене и постапка за сето ова што се случуваше. Ќе изготвиме и специјален извештај, како што тоа секогаш го правиме кога се соочуваме со брутален упад на власта кога станува збор за човековите права и слободи во Република Македонија. Дали тоа значи дека избраниот председател на СПУКАМ ќе биде нелегитимен? Апсолутно да. Јас мислам дека видеото пред се е доказ за тоа дека не може да станува збор за легитимни избори, дека не може да станува збор за легитимно избран председател. Мислам, тоа што го видовме беше скандал, тоа што го видовме беше само уште еден показател за тоа каков е манирот на владење во Република Македонија. Јас се надевам дека студентите ќе опстојат и дека ќе продолжат во пружањето на отпор против сето она што се случува на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ова е исто така упад во слободите и правата на студентите и на сите слободомислечки граѓани на Република Македонија. Знаете што, на ова прашање ми е најтешко да одговорам, бидејќи во Македонија веќе долго време не можеме да зборуваме за принцип на владење на правото. Она што јас можам да го гарантирам е дека ќе се води постапката до крај. Не можам да гарантирам дека ќе има исход, бидејќи многу постапки сме започнале каде што било очигледно дека станува збор за брутално кршење на слободите и правата на граѓаните, но поради нефункционирање на институциите, поради нефункционирање на системот во целина, не можеме да очекуваме дека би имало некаков исход. Меѓутоа, постојат начини за тоа да се известат и организации надвор од земјата. Јас се надевам дека студентите ќе реагираат и пред меѓународната заедница во Република Македонија. Но јас ќе преземам мерки исто тоа да влезе во нашиот извештај на Хелсиншкиот комитет, кој што понатаму ќе го проследам до сите оние меѓународни организации кои што ќе сметаме дека се соодветни за ова прашање.